Моята вчерашна анализа за средата на писател на Руската федерация Владимир Путин и на САД Байден, или Джозеф Байден, или Джо Байден, како сакате кажете, веднаш почна се остварува. На средата беше договорено, уствари двата писатела се согласија, дека Украина мора да се врати на Минскиот договор или спогодба и таа мора да се испочитува. Веднаш по средбата САД ќе запре војната помош наменета за Украина. Значи Зеленски, кој што реков, ќе биде првата жртва на таа средба и така се случи. А Украина, ако се добро сеќаваме, они бараа ракети со кои би можеле да ја гаѓаат Русија, со замислите што нуклеарните централи во Русија. Палку малумна замисла, да тоа е нивно, но исто така во САД се случи и друга работа. Многу беа незадоволни од средбата на Бајден и Путин. Пронешниот лекар на Белата куќа кој го лечел и Трамп бара Бајден да се прегледа систематски, да види дали е способна да води нацијата или не. Тука се мисли и на физичко и на ментално здравје. Да не дожам многу, со обраќање кратко ќе ви постирам само да го отворите линкот на Спутник, каде пишува за моменталното запирање на војната помош на САД на Украина, што значи Зеленски стана жртвено јагне, а Украина ќе остане без помошта на САД. Добар сум.